Лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Радиоелегија за првата македонска поетеса Даница Ручигај. Даница Ручигај, зачетник на македонските поетеси. Даница Ручигај, уникатна појава во македонската литература, жена која сврте лист во македонската поезија. Даница Ручигај, амазонка на македонската современа поезија. Даница Ручигај, едно од знамињата на македонската култура. Даница Ручигај, феномен на женската емоција. Даница Ручигај, фалена и подценувана. Даница Ручигај, звезда која одеднаш се појави и исчезна заедно со својата необичност, на која оваа средина воопшто не беше подготвена. Но незината светлина остана вечно да сјае на македонското поетско небо. Безмерна е честа, безмерно е да се зборува за нашата, за македонската поетеса која имаше и дарение и сила, прва да запее на сет глас на начин што ќе се препознава. Незиниот книжевно силен, автентичен глас. Да го изговорам името, Даница Ручигај. Истакна Светлана Христова Јосич на промоцијата на книгата Сребрени ноќ игри Заробеници на ветрот, што беше објавена во 2003 година по повод 40 годишнината од трагичната смрт на Даница Ручигај. Светлана, која за жал веќе не е меѓу нас, во таа сребрена ноќ за Даница меѓу другото рече: Таа, нашата Даница Ручигај, го зачна името на жената творец и го востоличи. Се востоличи прва жена поетеса која објави својата книга Сребрени ноќни игри во 1960-та. Даница Ручигај е наш претходник. Зачетник предходник на македонските поетеси и мои почитувани. Во ветските списи ќе најдете податок дека душата е голема колку 1/10.000 дел од точката. Материјалните научници не може да ја измера должината и широчината на точката. А поетесата може. Колку ли точки биле кога се затемнала душата? Дали затемнувањето на душата на Даница Ручигај се тие неброј, недоброј точки? Јас размислувам. Заселењето на душата знаеше нашата Даница Ручигај. Таа не баре водела диалог со философот Платон. Платон кој зборува за селидбата на душата. Нели ги читала старите грчки списи и филозофски расправи, диалози. Од каде инаку незината категоричност во исказот, упатена на Бранкова Рошлија, од секогаш сум живеела. Дури и она најсуптилното затемнетоста на душата. Поетите знаат да ја измера душата, кој е колку 1/10.000 дел од точката. Поетесата Даница Ручигај знае, но и да ја внесе во стих, во песна. Ве уверувам. Се уверив, читајќи ја поезијата на мојата книжевна сподвижничка Даница Ручигај, која продолжи да живее во песната, да пее. Во се сакам да те доближам, до болот на листот откинат.
ветровито со нечии мисли, сакам да те обневидам од сонцето и воздухот. Трепетливо доаѓање да си ми како во сонот. Сакам да те претворам до непостоење заради смртта, на мојот сон и лудата рана, изранета со време. Биди ми она што никој не можел да биде. Затворен само за мојата изгладнета мисла по тебе. Рането крило од моето неподвижно рамо одлута да те бара по оној незавртен врел ден, како бела мисла се лизга. Ова незадржливо копнење спушти се подолу да го догледаш жигот ставен врз тагата. Во себе сакам да те доближам, да го допреш бурното струење на крвта, за да одминеме во оддалечен настан за човечкото око. Даница беше една од најмаркантните личности на 60-тите години на минатиот век, која остави траен белег во целокупната македонска книжевност, бидејќи нејзината поезија е трансцендентална, надвременска. Вели македонскиот поет, прозаист и некогашен новинар на македонското радио Звонко Стојановиќ, кој како што истакнува имаше среќа и привилегија да другарува со првата македонска поетеса. Даница и самата беше појава на маркантност, вели тој, нагласувајќи дека никогаш нема да се избрише од свеста на луѓето, затоа што онаква импозантна каква што беше самата, импозантна беше и во своето творештво. Она што е маркантно кај неја беше самата таа. Таа и самата беше појава на маркантност. Кога ќе се видеше негде, таа зрачеше со една невозможна привлечност како жена, како личност, како индивидуалност и имаше некој собствен привлечен момент, некој сексапил кој не беше така нагол, ама беше интересен, затоа што можеше да ги привлече сите. Даница знаеше да зборува и обично, а имаше и поетски говор. Нејзината поезија е трансцендентална, тоа значи дека е надвременска, надреална. Таа живее во време кога се појавуваат во книжевната историја и во книжевноста најважните моменти што ги има книжевноста. Се појавуваат Жан-Пол Сартер, се појавува екзистенцијализмот, се појавува Иво Андрич, Ернест Хемингвеј, се појавуваат многу познати, маркантни автори кои оставуваат белег не само во едно, туку и во друго време. Нејзината вонвременост се состои во тоа што она беше обична и можеше со секого да направи разговор. Даница Ручига ја остави трага во своето време и за други времења, затоа што нејзиното поетско толкување е пророчко. Таа имаше во своите песни некои работи кои беа препознатливи по тоа што на некој начин бе провиденијски. Таа провиденијски зборуваше, дури го одбележа на стиховен начин своето заминување од овој свет, односно од светот на реалноста. Рече и еднаш во еден мој разговор со неја, јас во моите стихови веќе го сонував моето заминување од овој свет. Излези од моето постоење, ке ти бидам почин пред смртта и пред загубата дневна. Излези од моето постоење да видам колку си голем што ме правиш ваква раскршена птица, нива разорана без плод и жена без почин. Велат дека пред 1000 и нешто години човекот едноставно го носел крстот. Секој утро
торжествено и неуморно се распнувам на денот крстосан, а навечер тивко се откинувам од него за да ја видам длабочината на болката и со прекршени сили барам да дојде Господарот мој, да ја стави раката своја во оваа ноќна болка, во овие рани дневни. Излези од моето постоење, ке ти бидам почин пред смртта и пред загубата дневна. Излези од моето постоење, ако си грев или злочин, зашто и гревовите на оваа земја не се толку големи за незаборавање. Излези, ако си поголем од ноќново губење во недоглед, оти жената пред сечи и очи е само топла и податна. Знам дека до гробот мој ќе ме однесе само гревот, а ти што си ми како двојник, земи го светот во своите раце и речи како да ја распнеме само тијата, за да не биде толку моќно грешна по симнувањето од крстот и по ова утринско каење. Нека излезе од моето постоење се што не е мое, оти и себе си понекогаш не се признавам. Излези од моево постоење, штом ке го почувствуваш телово свиткано во злочин, исповетта на невиност ке остане на крст распната. Излези од моево постоење, штом ке го почувствуваш телово свиткано во злочин, исповетта на невиност ке остане на крст распната. За мене Даница Ручигај е амазонка на македонската современа поезија, вели Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, која имаше привилегијата да ја запознае Даница уште како 8-годишно дете во некогашниот клуб на писателите, кој во предземјотресно Скопје беше култно место каде што се собираше, како што истакнува, тогашниот скопски уметнички свет. Кажано е за поетесата Даница Ручигај дека во 1960 година ја објавува својата прва стихозбирка Сребрени ноќни игри во издание на книгоиздателството Кочо Расин, со што стана првата македонска поетеса со објавена книга. Кажано е исто така дека Даница Ручигај со својот сензибилитет, неконформизам, творечка енергија и животна храброст, не помирувајќи се со патриархалните предрасуди и стереотипи за жената на овие простори, ја подотвори вратата низ која достоинствено и со дигнитет ќе тргнат повеќе модерни, самосвесни, еманципирани жени на македонската поезија. Не е кажано, можеби, за жал, и не е разбрано дека идеолошки Даница Ручигај му припаѓаше на анархистичкиот феминизам, анархофеминизам, едно левичарско движење кое смета дека борбата против патриархатот е од суштинско значење за класната борба. Анархизмот е дел од феминистичката борба. Анархизмот е инхерентно феминистички. Предпоставувам дека Даница Ручигај била фасцинирана од Александра Колонтај. Можеби, незиното животно кредо било слобода на говорот, слобода на печатот за работниците и селаните, анархистите и левичарските социјалистички револуционери. Ниту еден антологичар на македонската поезија не се осмели да внесе некоја незина песна во својот избор, во незино време. И подосна. Се сеќавам дека татко ми, Александар Спасов, кога ја правеше својата позната антологија Savремена македонска поезија, издадена од Српска книжевна задруга 1967 година во Белград, паралелно на македонски на српски јазик, чинеше ту избери песна од Даница, ту извадија. Ја рецитираше сепак дома и пред писателите и пријателите често песната Твојот крст е мојата моќ. Жена сум, што пак ќе ти поверува,
што одново ќе се роди, да те догори, и пак да те остави, молбен и повторлив. И пак ќе те побарам, и пак ќе те побарам. Кога ќе те почувствувам дека осаменоста е јаловост неизлечива, и пак ќе те побарам. Да дојдеш нов обновен маж. Ова тело широко женско и овие рамења растворени ќе те побараат. Да дојдеш едноставен и да не бидеш еднолик, дојди обновен. Дојди обновен. Дојди обновен. Дојди обновен. Песната е еротска, нагласено женско писмо. Песната е храбра и разбивачка. За мене Даница Ручигај е амазонка на македонската современа поезија. Ако може да се зборува за најљубовна поезија, тогаш треба да се замислат стиховите на Даница Ручигај, зашто постои љубовна игра внатре и во самиот свет на текстот. Значи фигурите се во некој еротизиран љубовен напон, а камоли тематскиот свет кој искрено, смело се подава кон својата отворена обсесија. Таква е Даница, најнеочекувана, најспротивна на стандардното пеење не само во сферата на така нареченото женско писмо, туку и во светот на машката поезија. Истакна Кристина Николовска, универзитетски професор, поет, критичар и есеист, на промоцијата на книгата Серебрени ноќни игри, Заробеници на ветрот, што беше објавена во 2003 година, по повод 40 годишнината од трагичната смрт на Даница Ручигај. Парадоксот на незината поезија е дека поезијата се раѓа кога умира самата поетеса. Тоа ми личи на смртна мајка при породување. Поетесата јавно, дури обсесивно, магнетски ја гледа својата смрт. Тука Матеја Матевски ја сослуша и разбра Даница одлично. Го цитирам. Токму таквата обседнатост со фатумот и таа антиципација на соседната смрт уште еднаш со бол и крик, но и со филозофска и речиси религиозна помиреност, сведочат за големата жет за живот, потполн, емотивен, плотен и мисловен. На Даница Ручигај како човек и како жена. Токму таа жет за живот е длабински мотор на обсесивно тематизираната љубов. За таа тематизација на љубовта, мощне мудро, од Матевски се открива генераторот на се. Желба за живот. Најголема, триумфална, екстазична. И при својот живот, поетесата како да ги сетила рушевините на животот, уште пред да ги сети на своето младо тело рушевините од земјотресот. За Александар Режов, она што импонира во неа, тоа изворноста на доживувањето. За Иван Чаповски, тоа е успешен деби. За Петрем Андреевски, тоа е една поинаква поетска физиономија со поосмислен јазик и попристојна поетска законитост. За Бранко Варошлија, таа е најсензибилна поетеса, која покажува љубов кон животот дури и тогаш, кога тоа е вистинска болка, неразбирање, чиста тага. За Миодраг Друговац, оваа поезија цвет за себе, држава за себе. За Матеја Матевски, Даница е свештеничка, целосно посветена на тој храм и на таа религија, како врвен израз на постоењето, мислејќи на љубовта. За Гордана Михајлова Бошнаковска е сосем јасно дека можеби и прерано беше родена. За Александар Прокопиев важни се неконвенционалноста и неконформизмот. За Виолета Христовска, таа е предвезник на новата постмодерна жена, која го најавува самото доаѓање на еманципираната жена, туку и на женското поетско писмо. За Јасна Котеска, оваа поезија е метафоричарско, романтичарска, со рани навестувања на модернизмот. За Искра Чолович и Свето Стаменов, тоа е бесценета поезија, а поетесата е докажана и неодменлива вредност на македонската поезија и основоположник на македонската авангарда. Добрино, сеќаваш ли прстите ги носат проклетилата? Земи ги моиве 9 прсти. Едниот ќе го сочувам за прстен. Добрино, ако те има, инаку ќе ги закопам во море од лудување. Земи ги моиве 9 прсти со себе да ги однесеш во росата на неговите ногти, што ме чекаат секоја вечер како леп и сол. Добрино, ако те има, проклетилата ќе ги засинеат во мене.
Ако те има и ако те нема, ти ги давам моиве 9. Името ќе им биде во прстите, во синевината. Добрино, добрино, добрино. Не играј се меѓу моиве сини прсти. Ке те спружам за себе како лединка, што ке ме одморува во желби по сончевина и тебе. Не играј се меѓу моиве ледени прсти, ке те земам како грудка од сонце да ме затоплиш. Не играј се меѓу моиве прсти, ке те завиткам во облека од воздух да те осетам. Тогаш, ако можеш со танец на лудило, заиграј меѓу моиве прсти. Добрино, сеќаваш ли? Прстите ги носат проклетилата. Лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Радио елегија за првата македонска поетеса Даница Ручигај. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Даница Ручигај, отворајќи ги сопствените страни на својата младост, на својата убавина и интимност, го покажува животот во се она што значи еднаш и неповторливо. Таа и како човек и како авторка покажа извонредна моќ дека целиот живот треба да се осмисли со сопствената убавина, искреност, отвореност и љубов. Вели македонскиот писател, есеист, критичар, книжевен историчар, преведувач и редовен професор на најбројната светска катедра на студенти по македонски јазик на Универзитетот во Риека Васил Туциновски. Во животот нема случајности. Се во него како да е однапред одредено, строго предвидено, па така тоа се случува и во животните и творечки врвици на македонската поетеса Даница Ручигај. Животот ќе посака да ја обдари и со убавина, да ја дари и дарба. Од тука, во тековите и резултатите на современата македонска литература, таа ќе остави нешто сосема лично, свое и она што е битно естетски трајно. Низината прва поетска книга во 1960 година, Сребрени ноќни игри, најавува еден оригинален женски творечки спев. Го најавува, би рекол јас, собственото креативно свето тројство, а тоа е јас, личното, субјективното, од една, од друга страна тоа е исповедното и лирското, затворајќи го триаголникот како втемелувач на нонконформизмот
во македонската литература. Тоа ќе рече, таа останува не само како податок, како прва македонска поетеса со сопствена книга, туку и како авторка која ќе го покаже патот, ќе ги покаже перспективите на македонското женско писмо во втората половина на 20. век. Самите наслови на незините две поетски книги, Сребрени ноќни игри и Заробеници на ветрот, го покажуваат она што значи авторско, она што значи неповторливо. Воеднаш и кратко дадениот човечки живот, смислата на обстојувањето и смислата на истрајувањето е во неговата полнотија. Ручигај и како човек, и како авторка покажа извонредна моќ дека целиот живот треба да се осмисли и да се осмисли со сопствената убавина, искреност, отвореност и љубов. Кога говорам со љубов, мислам на љубовта како една локомотива, како филозофска мисла која целиот свет, односно историјата, ја движи напред. Луѓе разгрнале по оваа распојасаност, природата се надвиснала во секое време и луди мисли озаконува во просторот. Лом во коските станало, се во очаен неред се втурнало, на ова тело клада заковале, посекаде трња израснале, а подолу, од мојве нозе, пустелија. Простор на подкрепеност. О, таа рака болна од се што не можела да стори, ја обесили на вишнава грмотевица и ги кине облаците во неред. Ги кине облаците, овие облаци, претоварени од води што можат да пресушуваат, овие облаци гонети од ветрови што сепак можат да стивнуваат. Ако му подарам уште еден чекор на ова немирно разденување, ќе се распадне ракана, што виси од облаците, ќе се распаднат и нозете, што толку упорно се заглавиле во земјава. Ако направам уште еден чекор, ќе се распадне ракана, што виси од облаците, а оваа грмотевица, што е распалена од човечки оган, ќе ни напоменува за силата своја. Раката не е ништо друго, освен болката наша и нашата недодржана намера за ослободување. Ако направам уште еден чекор, ќе се разнесе оваа тишина, што повремено и забиваат грмежи, да не би била од неслушање, и што ако направам уште еден чекор во ова утро, што упорно ми се исфрла со јазик на пијаница, заборавен и од себе си, и што ако не направам ништо, туку само да ја подгазам немилосноста во очите на кој и да било. Луд ветар, луди ги прави дрвјата, луд го прави воздухот, луди ги прави сите нешта. Подкрепени само со крајот, и оваа грмотевица не навестува ништо подобро, освен да се зачекори и да се биде подкрепен само со крајот. Тогаш ракана слободно нека се спушти. Оти не е убаво да ја гледаат како слободно виси во просторот, раскршено се валкаат облаците, голем маж луда снага донесува. Ветров се заакал да ја изместува, да ја подништува тишината. Сакаш ли да се заплеткаме во неразмисленост, да им допуштиме и на рацете и на нозете, да не се допираат до ништо и да бидеме само лесно повевање на нешто што не е значајно, ако можеме. Ако ја ставиме раката во ветрот, дали тишината ќе има сили да не разбере? Грмотевици удираат по оваа распојасаност во природата, што е постојано во секое време
и луди мисли озаконува во просторот. Раскршено стебло од рацете расте. Рацете болат од крв израснати. Стеблово ме разгранува. Мислава тече по врбјаците. Пловност нема да посакам. Оти сеќе се разнесе по дождовите. Луд ветар, луди ги прави дрвјата. Ветар нема по дождови. Ветрот ќе ме претвори во се нешто и нема да постојам. Од луда жена ништо не полудува. Важно, здрави деца може да раѓа. Сакав едноставно да доживувам се она што се случува меѓу луѓето од секогаш. Даница несомнено е уникатна појава во македонската литература. Таа е жена која сосема сама започнува и врти еден лист во македонската поезија. Таа нема претходник, но нема ни проследувачи. Таа е како звезда, се појавува и исчезнува, заедно со својата необичност, на која оваа средина не беше подготвена. Вели познатиот театролог и професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје, Јелена Лужина, сопруга на бардот на македонската литература Коле Чашуле. Danica Ručigaj nesomneno je unikatna pojava vo makedonskата литература. Prosto je neverojatno da vo toj period, vo jedno dosta rigidno vreme, vo raniot modernizam, vo relativnite slobodi na tvoreštvoto, za koje doprva trebala da se izbori nezinata i generacijite što dođa pota, prosto je neverojatno дека една преубава, умна, исклучително сензибилна жена умее и успева да артикулира поезија која во тоа време е единствен таков поетски глас во нашата литература, не само женска. Веќе во 6-та година Даница Ручигај објавува книга. Мене не ми е јасно како успеала да ја протне таа книга во тој еден тежок, тесен, исклучително машки простор. Каков е тогашна Македонија, патриархална Македонија, патриархална прочем и денес. Даница Ручигај беше и пред, значително пред генерацијата во која денеска класиците се Катица Ќулавкова, Гордана Михајлова Бошнаковска и така натака, но таа е прва која што во една патриархална, малце задушна, се уште соцреалистичка, напорно машка, македонска средина, куражно го отвори прашањето на телото. Онака како што тоа го правеле проколнатите поетеси од некои поблескави и пошарени, поголеми светови. Ако така треба да маркираме периоди во развојот на македонската поезија, сета не само женска, тогаш не смееме да забораваме дека на самиот почеток стои Даница Ручигај, а 10 години по неа, кога неа веќе ја нема физички, ама останува незината звезда, стои втора најголема дама на македонскиот поетски говор Светлана Христова Јоцич. Морето Твое ме создаде, бран да ти бидам. Ти го одземам просторот во кој ги спушти своите раце да мируваат. Бран сум ти, те одземам сето, морето е вода. Бран сум ти, нешто може би и не твое. Ти одземам сето, а ти ми лежиш по мене и ми се молиш. Ме проколнуваш со сите риби што мируваат да запрам, да ти се подадам таму долу,
Не. Бран сум ти. Твојата немоќ ќе ја исплискам низ песоква, да ја голтнат малите нерамнини. Те заплискувам водо над површината, а длабоко долу вирови ме продолжуваат. Ти станувам збор, те разигрувам, низ себе си те однесувам низ песокта. Не веруваш? Погледни се во маливе вирчиња што те исплискав, колку си немоќен без мене. Мирна водо, море мое, под мене. Лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Радио елегија за првата македонска поетеса Даница Ручигај. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Александар Прокопиев е човекот што го симна речиси тридесетинскиот вел на ненамерна или намерна заборавеност и речиси целосен молк за првата македонска поетеса и во почетокот на 90-тите години на минатиот век ја овозможи на македонската културна јавност да открија Даница Ручигај и незината поезија во целиот нивен сјај. Мојата средба со Даница Ручигај, со незината поезија и со она што значи личност која ги пленала сите современици, се случува многу подосна, децении по незината смрт. Работев со една алтернативна театарска група Ситуакција, проект, во кој тие сребрени нокни игри и заробеници на ветрот, значи незината поезија, односно некои фрагменти и стихови, беа инспирација да се создаде една мултимедијална представа, во кој незините стихови прозвучаа низ игра, пантомима, звук, слика, затоа што на самата сцена се сликаше. И со таа представа ние бевме повикани на еден многу познат фестивал на алтернативни театри во Лион, Франција. Отидовме таму меѓу 30 на 40 на одбрани представи од целиот свет, од сите континенти. И се сеќавам кога ја завршивме нашата представа, еден громогласен аплауз, долготраен, и гледачите од сите генерации, иако најмногу беа од младите, значи студентска публика, стоејки извикуваа Македонија, Македонија. Таа наша представа беше оценета како едно од трите најдобри на тој фестивал. Да се издигнам до сеќавањето на болката што не прави мртви за се она што доаѓа, а нашиот живот го префрла од онаа страна на реката што ни се чини долина зелена, спокојно легало за нашите изломени немири. Да се истурам како набујала вода во ова сеќавање што ме прави да бидам мртва за се она што може би некогаш имало жив пристан на оваа мисла. Ќе ја отфрлам оваа намера, иронично преполнета. Ако може да ја префрлам мислава од онаа страна на реката, ќе го издигнам ова сеќавање до величина на поновен живот, повторно младење, сеќавањето на доаѓа од онаа страна на реката
и прави да биде се она што не било или било само за миг. Во исправените раце кон реката, кон онаа река на која од другата страна лежи долината, зелената долина, големата долина, на која се сместени сите напори, сите желби на давениците. Ве молам да не ја заборавиме, зашто според она што Даница Ручигај и го даде на македонската литература, наполно заслужува да ја ставиме на пиедесталот на незаборавот, на вечноста, на она што е неодминливо, што не може апсолутно да се заборави и да се заобиколи ни случајно, а камоли намерно. Вели македонската поетеса Ирена Павлова Деодорико, истакнувајќи дека творештвото на првата македонска поетеса конечно треба да ги добие својата валоризација и вистинското место во македонската литература и во македонската култура воопшто. Даница Ручигај е една од оние женски бардови, оние основоположници на македонската поезија, значи на македонската лирика пред се, македонската женска лирика, која сепак, знаете како со они уште неколку други своји колешки поетеси, остана во една сенка на творештвото, но не само на творештвото, туку и на самиот живот. Што значи тоа? Тоа значи дека, како што вели Давид Албахари во неговата, можеби според мен, најдобра и најтенка книга, физички најтенка книга, Цинк, вели. Сепак, вели, сватив дека за сето она за кое што јас сум пишувал е всушност мојот личен живот и ништо повеќе од тоа. Значи, во случајот на Даница Ручигај би рекле, она живееше така како што пишуваше и пишуваше како што живееше. Ако сакате да бидете вистинска поетеса, како што беше таа, ќе живеете крвно, подкожно, венски, артериски, ќе живеете поезијата. А она така и го правеше во својот живот и во своето творештво. Да не говорам за сребрените наукни игри и заробениците нели на ветрот, книгите поетски што таа не ги остави во наследство, каде што таа практично се обидуваше да си објасни што тоа му се случува на светот, а пред се што тоа се случува на човечката душа, што се случува во човечкото срце, кога и како се случува промената во срцето, во она буквална, детална смисла на зборот, така и во она смисла на психолошката варијанта на живење на постоењето и она духовна дисциплина на зрењето на свеста. Со каква храброст да го затвориме овој круг претворен во извор на најболните настани. Излудено се приближуваше до него и без престан ги догонуваше мислите до неговиот крај. Се враќаме обезхрабрени. Се враќаме дома. Враќање од каде започнува да се собира чувството во закоравено дрво. Се спуштаме се подлабоко. Спуштањето ја угушува и последната надеж за простор. Нема запирање во овој почеток без крај. Со што да се одболуваат круговите, да се облагородат, да се изменат во немилоста своја. Времето ништо не умее да докаже. Се враќаме изгонети на нашите плеќи, грдо се затвораат круговите. Безброј кругови еден во еден. Еден во еден длабок простор. Изранети плеќи. Прогонството е неминовно. Гревовите, како тешки сопатници, не уверуваат во тешкото, неизодливо патување.
Мирна мисла се бара, се моли, се довикува, крик на постојано кружење. Вратете ме назад, да го отпочнам одново ова кружење. Може би овој пат ќе се сломам уште во самиот залет. Вратете ме назад во отпочнувањето. Кругот ќе го искривам, ќе го здоболам, ќе го исушам изворот негов. Спокојна мисла се бара. Сулудо враќање. Доста по истите патишта не се враќа, а истите се неизменети. Ги гледам, ги чувствувам на своите плешки. Ме притискаат овие кругови. Се поднаведнувам, се молам, се доближувам до земјава. Ја чувствувам миризбата на распаднатото лисје. Може би и така постојано се умира, не умирајки. Вратете ме, кренете ме од овој пат, овие мисли, придружници, соучесници, добри и лоши. Не можам да се свртам со едно исто, постојано кружно движење. Круг во просторот, круг во мислите, круг во срцето. Кругови, 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 кругови. Лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Радио елегија за првата македонска поетеса Даница Ручигај. Ова беше радио елегијата Лебедовата песна на заробеничката на ветрот, посветена на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Аудио дизајн Бесим Кека, автори Искра Чоловиќ и Свето Стаменов.